Почитуван председател на Совет на општина Прилеп господин Миле Талевски. Почитувани советници во Советот на општина Прилеп. Почитуван министер за транспорт и врски господин Горан Сугарески. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Почитуван градоначалник на град Прилеп господин Илија Јовановски. Почитувани добитници на наградите 3 ноември. Почитувани фамилии, почитувани присутни, гости и новинари, добро вечер. Прилеп, градот херој и првоборец, градот на непокорот, градот на првата пушка. Денес одбележува 73 години од неговото конечно ослободување од фашистичкиот окупатор, 3 ноември. Го повикувам председателот на Совет на општина Прилеп, господинот Миле Талевски, да ја отвори свечената седница. Почитувани членови на Советот, драги гости, по повод денот на ослободувањето на Прилеп 3 ноември, ја отворам свечената седница на Советот на општина Прилеп. Ве молам да станете. Посебна чест и задоволство ми представувам од моје име и од името на членовите на Советот да ги поздравам присутните гости. Почитува министер за транспорт и врски господин Горан Сугарески. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Почитуван градоначалник на општина Прилеп господин Илија Јовановски. Почитувани добитници на наградите 3 ноември. Почитувани фамилии, почитувани присутни гости и новинари. За дневен ред на оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка. Поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Втора точка. Одлука за доделување награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Ги повикувам членовите на Советот со дигање на рака да се изјаснат. Кој е за предложениот дневен ред, не молам да клени рака. Констатирам дека едногласно дневниот ред е усвоен. По првата точка од дневниот ред, поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, го повикувам градоначалникот на општина Прилеп, господин Илија Јовановски, да земе збор. Поведете, градоначалник. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани драги гости, добро вечер. Денеска се навршуваат 73 години од конечното ослободување на Прилеп. Чествувајќи го со гордост овој историски датум, со посебен пиетет се сеќаваме на херојското дело на борците кои што на овој ден воделе крвави битки на сите страни на градот. Најжестоката битка се одвивала на местноста Песјоварце, во која загинали 237 храбри борци, вградувајќи ги своите животи за денешната слобода. За денешната слобода, која што треба да ја негуваме, која што треба да ја сакаме,
koja što treba da je branime i sekuješ da ostane večna. Sedmio den na podpadaната на фашизмот во нашиот херојски Прилеп се стационирало цело то воено и политичко раководство на новосоздадената македонска држава тука во Прилеп. Веднаш, по конечното ослободување на Прилеп, во градот почнало да функционира президиумот на АСНОМ, главниот штаб, а формиран е и Народно ослободителен одбор на Прилеп. Де факто, овде почнува да функционира градот со сите своји органи и тела. Идеалите на хероите се и наши идеали во ова современо доба. Битката продолжува, но сега битката продолжува за економски развој, битката продолжува за нови работни места, за стопирање на иселувањето на младите, за модернизација и урбанизација на секој дел од градот. За сестран, инфраструктурен, образовен, културен и спортски развој на Прилеп. Мојата заложба, а и заложба на новата локална власт е со ваша поддршка, почитувани. Со поддршка на сите граѓани да се издигнеме над економското сивило и Прилеп да стане лидер во современото живење, во примената на европските стандарди. Враќајќи ја слободата во општеството, отворајќи ги повторно вратите на демократијата, ние заедно чекориме во новата сегашност. Го продолжуваме аманетот на хероите да градиме сигурна иднина за наредните поколенија и наредните генерации. Делата на годишните добитници на наградата 3 ноември, а особено лауреатот за наградата за животно дело, врвниот архитект Душан Најдовски, се потврдила дека Прилеп има современи херои кои водат битка за вистинските вредности на сите полиња од животот. Честитки за наградените, честитки за боречката организација на Прилеп, која што ги негува сите традиции на народно-ослободителната борба. Честитки за сите граѓани на Прилеп, да ни е честит празникот 3 ноември. Благодарам. По втората точка од дневниот ред го повикувам господинот Тодни Камчевски, председател на Комисијата за одбележување на значајни настани, личности и празници, да ја прочита одлуката за доделување награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Врз основа на член 43 од статутот на општина Прилеп, службен гласник на општина Прилеп, број 6/2003 и член 4 од одлуката за восстановување на општински награди и признанија, број 08-1281/5 од 3.10.1997 година. Комисијата за одбележување на празници и манифестации, доделување награди и признанија на седмицата одржана на 2.11.2017 година донесе одлука за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. И тоа: 3 дипломи, 4 плакети и 1 награда за животно дело. Предлагам да преминеме кон доделување на наградите. Ве молиме за опрос. Награди и дипломи по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на Миле Спирковски за придонес во одржувањето на родната куќа на великанот Блаже Коневски во родното Небрегово.
Награда диплома по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на Александар Стојковски за врвни достигнувања во планинското трчање и меѓународна промоција на општина Прилеп. Награда диплома по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на Василе Димески за достигнување во областа на литературата и добитник на престижната награда Државин за 2017. Награда плакета по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на Сдруженијето Рома СОС за едукација на ромското население. Рома СОС е активна организација од 2007 година, која освен на локално, активно действува и на национално ниво во рамките на своите дејности. Награда плакета по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на Детската амбасада за сите деца во светот. За 20 годишната активност во областа за заштитата на правата на децата. Детската амбасада е вистински амбасадор на Прилеп не само во границите на Република Македонија, туку и пошироко во светот. Награда плакета по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на мотоклуб Синови на Громот МС за промовирање на мотокултурата и организирање на многобројни хуманитарни активности. Награда плакета по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп за меѓународна промоција на културните вредности на општината. Наградата за животно дело по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, му се доделува на Душко Најдовски, дипломиран инженер и архитект за достигнување во сите заедно со внимание да го проследиме видеоклипот веднаш по сликањето.
на проектантската организација Градител. Градител е прва проектантска организација во Република Македонија. Дотак ръководител до крај на мојата професионална. Изработувавме урбанистички планови, изработувавме за водовод, за канализација, али точно. Значи, по 2-3 комплекса за една сезона. Ова како урбанистички комплекс. Жителите се задоволни со капацитет од 20.000 кила, ова најголема фабрика за цигари на Балканот. Понатаки, како големи индустријски објекти. Па понатаму сладарата и за членовите на моето семејство, кој едноставно бе на еден начин запоставени, бидејќи јас бев претерано вклучен во изработка на проекти не само во Македонија, него на просторот на цела Југославија, дури и во Турција. На добитниците на награди на 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, уште еднаш од моје име и од име на членовите на Советот на општина Прилеп и честитам наградите. Со оглед на тоа дека дневниот ред е исцрпен, констатирам дека седницата заврши. Благодарам на присуството.